Драги ученици, добре дојдовте во училница по предметот македонски јазик за прво оделение. Јас сум Виолета Терзиовска, оделенски наставник во Основното училиште Димо Хаџидимов од Скопје. Наставна содржина која што е предвидена за овој час е активности за вежбање на културно обраќање. Што треба да научите? Треба да го користите говорот како средство за изразување на своите мисли и чувства и треба да се оспособите за воспоставување на културен однос кон другите луѓе. Нашето културно однесување е одлика на нас самите и нашето самопочитување го принесуваме кон соговорникот. Ако самите не се почитуваме, тогаш не очекувајте да ве почитуваат и другите. Како треба да се однесува убаво воспитано дете? Кој родител не би се израдувал кога некој му го фали неговото дете? Тоа е големо задоволство и желба детето да му биде убаво воспитано. А не треба многу за да се стекне епитетот убаво воспитано дете. Треба да ги поздравуваме нашите соседи и со тоа да им го разубавуваме денот. Убаво воспитано дете ги поздравува и непознатите кога ќе ги сретне во лифт или по скалите од зградата или пак во ходникот каде што работат родителите, во продавница, во библиотека. Помладиот секогаш прв го поздравува постариот од него. Ученикот прв го поздравува наставникот. Машките први ги поздравуваат девојчињата. Ученикот ги поздравува и наставниците од училиштето кои не му предаваат нему. Ги поздравува и вработените од помошните служби од училиштето. И секако, не заборавајте дека со поздравот секогаш оди и насмевка. Волшебни зборови кои што можеме да ги употребуваме секојдневно. Благодарам се вели кога некој нешто ни дава, или совет кога ви дели, климнете со главата. Прости ми или извини, ќе речеш ако направиш ненамерна грешка. Секој би ти простил, ќе помине како смешка. Ве молам, треба да се каже кога нешто се прашува или се бара. Таквото однесување има одлика стара. На непознат и на повозрасен обрати му се со вие. За воспитани деца ќе важиме ние. Изрека има стара. Убавиот збор железни врати отвара. Други волшебни зборови, кои што исто така можеме да ги употребуваме, се пардон, довидување, добро утро, добар ден, добро вечер, повелете, пријатен ден, на здравје. За да видиме колку сме научиле културно да се однесуваме, треба успешно да ги решиме дадените вежби. Задача број 1. Под секоја сликичка во празното квадратче означи со црвено триаголниче за секое културно однесување. Под секоја сликичка во празното квадратче означи со сино триаголниче за секое некултурно однесување. Имаме 5 сликички. На првата сликичка ни се представени две дечиња кои што се поздравуваат. На втората и третата сликичка ни се представени дечиња кои што се во меѓусебна расправија. На четвртата слика ни е представено девојче кое што своето шишенце сака да го фрли во корпата за отпадоци, а на петата слика ни се представени две дечиња кои што му помагаат на еден дедо кој што седи во инвалидска количка. Онаму, каде што ќе ставиме црвени триаголничиња, тоа значи дека така треба да се однесуваме, а онаму, каде што ќе ставиме сини триаголничиња, тоа ни представува дека така не треба да се однесуваме. Ајде да видиме на сликичката под број 1 какво триаголниче треба да ставиме.
црвено триаголниче. Секогаш треба да другаруваме со нашите другарчиња. Сликичка број 2, сино триаголниче. Не треба да се расправаме и караме со нашите другарчиња. Сликичка број 3, не треба исто така да се караме со нашето другарче. Сликичка број 4, црвено триаголниче. Секогаш треба ѓубрето да го фрламе во кантата за отпадоци. И сликичка број 5, црвено триаголниче, бидејќи секогаш треба да им помагаме на постарите и на оние кои што им е потребна помош. Задача број 2. Во дадената задача, детето треба да се поврзе со сликичките кои што означуваат правилно однесување. Дадени ни се повторно 5 сликички. На првата сликичка ни е представено како ѓубрето се фрла во кантата за отпадоци. Под сликичка број 2 ни е представено како девојчето и помага на бабата да ја премине улицата. На сликичка број 3 ни се представени две девојчиња кои што меѓусебно се караат. На сликичка број 4 ни е представено девојчето како го мие јаболкото пред да го ја изеде. И на сликичка број 5 ни е представено ѓубре кое што е оставено пред кантата за отпадоци. Ајде да видиме кои сликички ни представуваат правилно однесување. Сликичка број 1, бидејќи секогаш ѓубрето треба да го фрламе во корпата за отпадоци. Сликичка број 2, секогаш треба да им помагаме на постарите. И сликичка број 4, бидејќи секогаш овошјето и зеленчукот треба да го измиеме пред да го јадеме. Ако успешно ги решивте овие задачи, тогаш вие важите за воспитано дете. Ви благодарам на вниманието.